Тие се меѓу најпознатите светски брендови во Јапонија, попознати како производители на телевизори, машини за перење или автомобили. Помалку познато, дури и во Јапонија, е тоа што тие произведуваат и воена опрема. Mitsubishi произведува борбени авиони и проектили за јапонските сили за самоодбрана. Компанијата за електроника Toshiba произведува батерии од воена класа. Subaru – воени хеликоптери. Daikin – попознат по своите единици за климатизација, има споредна работа со производство на муниција. Сега, владата сака јапонските индустријски гиганти да го зголемат производството на воена опрема. Токио ги зголемува трошоците за одбрана за 315 милиарди долари во следните 4 години. Тоа е одговор на кинеската милитаризација и агресија во источното Кинеско море. Но напорите на Јапонија да ја зајакне својата национална одбранбена индустрија се тешки, според неодамнешен извештај на Reuters. Забраната за извоз на воена опрема беше укината дури во 2014 година. Многу малку јапонски одбранбени компании продаваат во странство. For the Japanese defense companies, the self-defense forces... За јапонските одбранбени компании, силите за самоодбрана се единствениот купувач. Значи на тие компании не им е лесно да профитираат правејќи оружје. И поради тоа, неколку особено помали компании сега си заминуваат од тие одбранбени индустрии. Повеќе од 100 јапонски компании го напуштија одбранбениот сектор во последните 20 години. Heavy reliance on foreign companies. Големото потпирање на странски компании не е толку добро во однос на еластичноста на синџирот на снабдување, па јапонската влада одлучи да им даде субвенција на оние јапонски одбранбени компании кои страдаат. И со тоа се обидовме да ги задржиме нашите автохтони одбранбени капацитети. Јапонија, Италија и Британија заеднички развиваат нова програма за борбени авиони. Во меѓувреме, Токио неодамна издаде упатства за усогласување на опремата со американските и европските стандарди. Сојузот со САД е камен темелник на јапонската опрема и од витално значење е Јапонија да ја купува вистинската опрема, вели Грант Нјушем, пензиониран американски марински полковник и дипломат и поранешен соработник на јапонските сили за самоодбрана. Каков хардвер ви треба? Кои ресурси ви се потребни? Какви способности ви се потребни за да ја одбраните својата земја? Што треба да вклопите со американците за да го направите ова вистински заеднички напор? Значи, не знам дали е направено такво размислување. Со децении повеќето јапонци се противат на зголемените воени трошоци. Неодамнешната анкета покажа дека нешто повеќе од 40% од гласачите сакаат да ги прошират силите за самоодбрана, што е повеќе од 29% пред 5 години. Reuters објави дека јапонските индустријски гиганти веројатно се предпазливи да не го нарушат својот бренд меѓу потрошувачите со проширување на военото производство.